Бројни реакции и забелешки за предлог законот за судска служба беа изнесени на јавната расправа по овој закон на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Представници од службите и синдикатите побараа тој да се повлече од процедура и или сериозно да се интервенира амандмански или да се изготви нов во кој службата ќе биде дел од судската власт. Христина Палчевска, која беше и член на работната група, се огради од законското решение бидејќи, како што рече, тој воопшто не е истиот на кој работеле тие. Предлог законот кој што денеска го дискутираме не е реформски, не унапредува положбата на судската служба и што е најважно од се е неприменлив. Ваквото законско решение е несрекно законско решение. Зошто? Затоа што одредбите за од законот за административни службеници во судовите се неприменливи. Представниците од судската служба велат дека овој предлог закон е многу понеповолен од претходно и дека тој воопшто не е реформски. Сметаат и дека лошо е уредено пресметувањето на платите во однос на коефициентите, како и тоа дека не се препознава специфичноста на судската служба и работата на судските службеници. За жал, наместо денеска да расправаме за предлога амандмани и да го совршиме законот, ние својата енергија ја трошиме на 3 битни фактори. Тоа е сите да сме судска служба, достоинствено да имаме просечна плата по коефициент затоа што сме една од 3 власти во државата и да ги имаме додатоците кои ги заслужуваме. Цели 2 часа и 7 минути да не се слушне ниту една пофалба, ниту еден позитивен коментар за двата предложени закони, тоа самото по себе треба да представи аларм дека предлозите на закони ви се за рикверц. Во одбрана на законскиот текст се јави Катерина Гичева од Министерството за правда, според која ваквото решение обезбедува автономија на службата и се прави јасно раздвојување на судските службеници од административните службеници. Овој предлог закон, за прв пат се воспоставува целосно системско редување на правата и обврските и кариерниот разбор на вработените во судската служба. Во постојниот закон се наведува дека судските службеници се со лица со статус на административни службеници. Покрај за судската служба на јавна расправа треба да се најде и предлог законот за јавна обвинителска служба, за кој и двата закона се дел од реформската агенда.